Болестите на црниот дроб се почести кај пациентите, покажува праксата. Најчесто овие болести се појавуваат како резултат на хронични заболувања, но и други состојби како анемија, дефицит на железо и слично. Токму затоа потребно е навремено откривање и лекување, односно редовни контроли со што навремено би се спречиле несакани последици. Болестите на црниот дроб се застапени широко во популацијата, како последиците на хроничните хепатити кои водат до црнодробна цироза, така и бројни состојби како анемии, феродефицитни, односно како последица на дефицит на железо, бидејќи во оваа компанија има сериозни квалитетни продукти со од кои може да видат бенефит поголем дел од нашите пациенти. Значи, како знаеме дека компликација на вирусните хепатити е црнодробната цироза и ливер комплексот, кој е еден сериозен препарат, е од голема помош за нашите пациенти. Исто така бројните суплементи, меѓу кои препарати на железо, што се, мислам, за нас од интерес, така да веруваме во оваа компанија и се надеваме дека ќе стане попопуларна на пазарот, со ете вакви предавања во повеќе центри можеби. Во денешно време се почесто граѓани читаат, се распрашуваат наместо да го посетат матичниот лекар, доколку имаат одредени симптоми на болест. Како што вели професор доктор Трајковска, потребни се поголем број на симпозиуми, предавања и слично, на кои пациентите ќе се запознаат со основните работи за болеста, со цел да може навремено и точно да се реагира. Значи, ние имаме многу заболени од црнодробни болести, меѓутоа некои луѓе не знаат основни работи и како оди еволуцијата на болеста, во кој момент треба да се јават на лекар, на кој лекар треба да се јават. Значи, има фаза кога се за матичен, кога се за специјалист интернист, кога се за гастроентерохепатолог. Значи, тоа е тој проблем што се провлекува. Со малку со подигање на свеста, да речем, да можат самите да сватат дека се заболени и кому треба да се обратат. Во текот на вчерашниот ден се одржа симпозиум во Штип на кој се зборуваше за употребата и искуствата од фармацевските производи. Може да чујат нешто што ќе го подигне нивото на целокупниот здравствени фармацевски систем, бидејќи сите знаеме со здравјето нема и не може да има компромис. Знаете дека фармацијата е еден вид да се изразам војна, слично како политиката, ние сме најдобри. Меѓутоа секаде мора да има мерила, мора да има рейтинг, како што има рейтинг во АТП, каде што има рейтинг во Лига на шампиони. Исто така, ние мораме да кажеме дека на докторите сега и во нивна соработка, не само ние, туку и во една интерактивна соработка, ќе донесеме научни сознанија, студии врвни на светско ниво, кои што ќе бидат од апликативна корист и за здравствениот опсек на здравствените работници, но и пред се за граѓаните како крајни консументи на овие производи. Апелот останува пациентите да се држат до советите на лекарите, а не до информации добиени од социјалните мрежи. Совети нуди и вештачката интелигенција. Меѓутоа лекарите се оние кои треба да кажат за каква болест станува збор и како истата треба да се лекува.